Општина Центар оваа година прослави 35 години од своето постоење. За она што досега е реализирано во општината, за капиталните проекти, како и за решавањето на проблемите со кои се соочуваат граѓаните од оваа општина, разговаравме со градоначалникот Владимир Тодоровиќ. Првиот човек на општината вели дека интензивно работат во насока на подобрување на животот на граѓаните. Проектите кои досега ги реализирале се многу, но како едни од поважните, Тодоровиќ ги истакна покривањето на каналот спроти основното училиште Кочорацин, реновирањето на градинките и училиштата, но и решавањето на паркинг просторот во општината. Завршивме целосно замена на сите прозори и врати, надворешни врати во основно училиште 11 октомври и нова фасада, топлинска фасада, бидејќи претходно веќе имавме направено елаборат за енергетска ефикасност кој ни покажа дека загубите во училиштата и градинките се огромни во однос на топлинска енергија и е нужно да ги нив топлински заштитиме. И најмногу од тој елаборат се однесува на нови фасади, термофасади и нови прозори. Значи тоа за 11 октомври во целост го завршивме, кровот го обновивме и кровот на Кирил и Методи, бидејќи тие кровови беа последни во општина Центар кои беа од азбест цемент кој се смета за канцероген материјал. Веќе значи во општина Центар, она што е зборувам надлежност на општината, тоа се училиштата и градинките, не постои кров кој е од азбест цемент. Две градинки исто така целосно, односно нивни клонови реновиравме, значи нови фасади топлински и нови прозори, едната е кај Кочорацин, кај Дебармало, кај кругот во Дебармало, а другата е позади универзална сала, на Умноморски борче градинката. Како најголем проблем во општината се јавува паркинг просторот. За таа цел во населбата Капиштец општина Центар гради монтажно челично паркиралиште од 150 квадратни метри со можност за паркирање на 120 возила. На овој начин се надева Тодоровиќ ќе се намали сообраќајниот метеж по улиците и ќе се овозможи нов паркинг простор за граѓаните. Сега кога ќе го пуштиме во употреба оваа платформа, оваа нови дополнителни 120 места, очекуваме да бидеме спремни да воспоставиме некакво зонско паркирање, кое воглавно е со цел, значи воопшто нити на општинскиот паркинг му треба, нити на општината и треба да воспоставува заради економски интерес, тоа нема интерес таму, туку само со цел да ги штити граѓаните кои живеат тука од оние кои доаѓаат од надвор и им паркираат и им ги заземаат местата. Очигледно е дека тука е јако концентрирана населба, многу има станови, малку има простор надвор, има многу коли и до негде да го направиме поподносливо или подобар комфорт на тој дел на граѓаните од центарот на Скопје. Покрај монтажното паркиралиште, како што нагласи градоначалникот на општината, во тек се изградби на неколку катни гаражи со голем капацитет за паркирање, со што улиците ќе бидат поослободени од сообраќајниот метеж. Хортикултурното уредување е неизоставен сегмент од општината, па во таа насока, како што посочува Тодоровиќ, секој слободен простор ќе биде зазеленет и соодветно уреден. Према мостот на река Вардар, тука имаше киоси, ги отстранивме, го поплучуваме тоа во моментот, ќе се постават неколку клупи и неколку канделабри, односно корпи за ѓубре и жардинјери, а веднаш до нив има земја која е навистина запуштена или девастирана, како велат. Таа земја мора да изгледа пристојно. Во моментот, значи, таму работиме и повторно, минатата година, она парче поголемо кое го викаме пред Маџар мало, кој се наоѓа пак од Народна банка до Железничка станица, ќе го преуредиме уште подобро. Минатата година само го зазеленивме да изгледа чисто. Оваа година, оваа пролет, ќе го подотераме со некоја патека, со некоја клупа, со некоја канделабра, ќе изгледа како мало парче. Велам дека заложба ќе биде во идната година и површини од 100-200 квадрати низ општина Центар да ги упристојуваме, да имаат, значи, убав тревник, ако е можно некоја садница и некое цвеќе. Задоволување на критериумите на најмалите е можеби и најголем проблем. Веќе постоечките игралишта ќе се реконструираат, а ќе се поставуваат и мини фудбалски игралишта каде децата до 10 годишна возраст ќе може да играат. Значи да поставиме вештачка трева,
во големина од 200 негде квадрати, со мантинела од ограда една, каде што топката не би ми излегувала, со мали голчиња, и тоа би ги правиле близу до овие игралишта со реквизити, каде што има лулашки и слично. Значи, во постапка ни е избор на таа вештачка трева и се надевам дека зимоска неколку такви игралишта ќе никнат. Имате, например, поранешна германска амбасада едно игралиште кое му е време целосно реконструкција да направиме, тоа веќе ќе почне многу брзо. Има повеќе такви игралишта каде што ја менуваме градата, некогаш се мислело дека градата која треба да ги штити овие реквизити да биде висока и од жичана мрежа. Јас мислам дека е многу неестетски таква жичана мрежа да постои, не наликува на нешто пријатно катче. Оградата ја правиме негде околу метар, многу, значи класична ограда, колку децата одеднаш да не истрчаат, че да има некаква врата каде што родителот или оној кој се грижи за детето да биде близу вратата, да има клупа некоја и едноставно натре ќе биде и побезбедно и поестетски и подобро ќе се чувствува. Подовите сакаме да ги промениме на тие игралишта од некакви гумирани подови, трајни, значи со долг век, малку се поскапи, но и производителите на тие подови гарантираат, не знам од која висина дете ако падне, дека има некаква амортизација и не може сериозно да се повреди. Реконструкција на улици, како изградба на мостови, се само дел од капиталните тековни проекти на општината, за кои Тодоровик очекува да бидат завршени идната година. Ние на локална самоуправа досега можеби од своји средства не гради мост, ние градиме два моста, пешачки мости. Едниот е 60% од прилика готов, другиот е на сам почеток. И следната година двата ќе бидат готови. Значи тоа се огромни капитални инвестиции. Катна гража градиме со своји средства. Мислам, тоа е се банкарски задолжени сме, но ние ги враќаме, општината ги враќа средствата. Десетина улици направивме на делот позадина везална сала и многу инвестиции направивме во училиштата во градинката, се од пари на буџетот на општината. Како капитални инвестиции кои треба да бидат завршени следната година, Тодоровик ги истакне изградбата на плоштадот пред Министерството за транспорт и врски и плоштадот кај црквата Света Богородица. Иако вели дека интензивно работат на големи проекти, сепак нема да ги заборават реконструкциите на улиците и тротоарите, поставувањето на канделабрите и хортикултурното уредување на општината, зашто градоначалникот на Центар вети дека ќе се потрудат во иднина да бидат поинтензивни.